би сакал да ги поканам сите жители на 4-та изборна единица и на цела Македонија, а особено жителите на општина Прилеп и соседните општини, општината Кукуречани, општината Могила, Новаци, Битола, да ни се приклучат вечерва тука на плоштадот во 20:30 часот, заеднички да ја затвориме досега најуспешната кампања за ВМРО-ДПМН. Не случајно тоа го правиме во Прилеп, затоа што Прилеп е од огромно значење за сите нас и ќе следи голем инвестицијски циклус по завршување на изборите, во кој што ќе се решат бројни инфраструктурни прашања во самиот град и во населените места кои што гравитираат кон градот. Градот инфраструктурно ќе се врзе со реална изградба на експресниот пат Прилеп-Градско, а не со монтирани видеа со вештачка интелигенција. Ќе се изгради автопат од Прилеп до Битола и Меджитлија. Пругата ќе стане многу побрза и многу покористена помеѓу Прилеп, Битола и Солун. Ќе доаѓаат странски инвестиции, ќе се стимулираат домашните и многу битно ќе има одговорност за сите што прават криминал и во Прилеп и во Македонија. Кампањата помина за нас исклучително успешно. Очекуваме масовна референдумска излезност во среда на 8 мај. Ги повикувам сите граѓани да излезат и да гласаат. Потребно е најголема излезност досега за најголема победа за ВМРО-ДПМН, за Христијан Мицкоски премиер, за Гордана Стојановска-Давкова председател на Македонија и за влада која што нема никој да ја оценува. Затоа посакуваме 60 пратеник, а ќе си дозволам, прв пат пред медиумите, да кажам што очекувам во 4-та изборна единица. Досега во кампањата тоа не го кажував експлицитно. Очекувам ВМРО-ДПМН да освои најмногу пратеници досега и најмногу гласови досега, а тоа е зависно и од малце среќа и од Донтовата формула да имаме помеѓу 13 и 14 пратеници за ВМРО-ДПМН. Благодарам.